Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото се господјата Каја Шукова од СДСМ. Добре дојдовте. Добро вечер. И господинот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Ви благодарам што сте дел од Само вистина. Благодарам на поканата. За почеток ќе кажам дека многу актуелни настани има повторно, особено денови бевме сведоци на еден случај што без малку изненади јавноста со апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, кој за кого сега обвинителството бара куќен притвор, иако има реакции дека и тоа било малку со оглед на тоа зашто се товари човекот. Ќе видиме што ќе донесе пресудата на крајот од денот, меѓутоа она што е интересно е дека овој апелацијски судија се сомничи за корупција, односно за 350.000 најдени во домот на неговите родители 350.000 евра. Ова ја отвара дилемата, пак ќе кажам, за тоа какви ни се, иако секако не можеме да генерализираме дека такви се сите суди, меѓутоа ова отвара многу дилеми за состојбите во судството, што е она што треба да се превземе подитно, господјо Шукова, за ако тие што треба да ја делат правдата се соочуваат со вакви, да кажам, скандали, тогаш што можеме да очекуваме ние? Пред се би кажало прво дека правдата не е привилегија и дека секој треба да одговара за она што го направи, без разлика дали е обичен граѓанин или е апелационен судија. Апсолутно треба да биде подеднакво за сите исто. Треба да се има постапка ќе има, треба да се најверојатно да се одземе имунитетот за да може да одземе имунитетот. Точно денеска се извинувам, да. И мислам дека треба да се однесуваме и во овој случај како кон секој граѓанин на државата, навистина не треба да има привилегија за никого и секој треба да одговара за она што го правил. А точно е тоа дека повторно продолжува она што веќе го гледаме подолго време наназад, дека недовербата во судството на нови начин само ќе се зголемува. И наистина е време не само во судството, туку и во сите сфери на општествено делување во државата да се направат реформи и конечно оние кои што навистина се одговорни и сакаат и да работат во интерес на државата да останат на позициите, оние кои што не се одговорни и не сакаат, не работат очигледно во интерес на државата, туку во своји лични интереси, треба да одговараат за тоа подеднакво како и сите. Да. Претходно, Стојановски, имавме уште еден случај на врховен судија кој што се спогоди заради доби затвор 3 години и забрана за вршење на професијата заради награда за противзаконско влијание. Значи имавме повеќе вакви случаи, имавме судија што беше ставен и на американската црна листа. Не билам сега дека треба да генерализираме дека такви се сите судии, напротив, меѓутоа ево што го спомена на господјата Шукова дека треба реформи, слушаме 3 децени дека треба да се направат, меѓутоа веројатно овдека се работи за нешто што се нарекува интегритет во вршење на судиска функција. Ние изминативе години постојано слушаме дека има притисоци врз судството. Имавме една поранешна председателка на судски совет која велеше дека има политички притисоци, друга дека имало бизнис притисоци, дека потоа судиите бара зголемување на буџетот, односно правосудството заради независноста која што нели ја барат и од Брисел како и да е. Меѓутоа еден куп на проблеми кои што сумарум ќе се соберат сите овие ситуации, имаме состојба во која што навистина сме далеку од она што се нарекува нормална држава во која што воопшто можеме да зборуваме за владење на правото. Можеме ли? Па прво би сакал да ја поздравам оваа акција од страна на институциите и да изразам надеж дека ова нема да биде последно. И секако да биде сватена од оние кои што се суди во моментот без разлика во каква инстанца да разберат дека криминалот не е исплатлив и дека конечно некој сака да расчистува со тој криминал. Така да она кое што единствено сега се бара од нив е да судат по словото на законот и да постапуваат професионално. Јас се сложувам со вас дека ја опишавте точно и екзактно, хируршки прецизно состојбата во судството, но за тоа да се промени вие треба да направите системски реформи кои што ќе започнат од почеток во сите инстанции, а тоа се прави со носење на законски решенија кои што треба да пристигнат во парламентот. Еве досега ние барем поименувајќи ги членовите на судскиот совет кои што беа по новиот закон, ете до крајот на месецов веројатно од владата ќе стигнат 3 или 4 закони од оние 7 од Министерството за правда кои што треба да гарантираат сериозни реформи согласно Европската агенда, односно планот за раст, и на тој начин
заедно со дебата со сите општествени чинители, да направиме законски решенија кои што ќе гарантираат дека вакви луѓе повеќе ќе не можат да влезат во тие институции, а камоли да пресудуваат кон некого, затоа што ова не се само 350.000 евро, ова само не е ова само корупција во системот, туку ова се човечки судбини кои што досега биле уништувани, но некој тоа го толерирал. Затоа ова е нека биде порака до сите оние кои што сметаат дека ако се суди и обвинители или не знам што во тој правосуден систем, се помокни од поединецот, не, туку сите треба да бидат еднакви пред правдата. Од овој момент натака мислам дека сите треба да ја сватат, ако не ја сватиле пораката, дека времето на како до сега е завршено и дека треба само да работат професионално, а криминалот не се исплати, затоа што сцените кои што ги гледавме сега со овој судија и со тој претходниот, мислам дека ќе се повторуваат напати додека не успееме да го исушиме тоа мочуриште. А секако самата фела, претпоставам, оние што се честни судии кои што работат професионално, веројатно ќе сакаат да го исчистат нивниот двор, веројатно и па може би треба да се одвржат и за некои ситуации, може би самите да ги покажат, не знам, со прст, за нели постојано во кулуарите нели се зборува, тој бил поврзан со, не знам, такви структури, па онакви структури, па се давале пари, нели тоа е некоја јавна тајна која што циркулира, меѓутоа работите мора некако да се да, меѓутоа не е во интерес на државата, не е пред се во интерес на граѓаните. Јас би рекла вака, малку поедноставен наратив и малку поопшт наратив. Јас мислам дека кај многу од граѓаните има недоверба, бидејќи сметам дека голем дел од вредностите врз основа на кои што треба да се гради едно општество, не би рекла се целосно изгубени, меѓутоа господјо Шукова, каде сте на тој процес? Па тој има врски, тој е мокен, тој има Апсолутно. Ме разбирате? Тој е секојдневен наратив, мислам го слушаме од граѓаните. И во тој контекст и сакав да го ова што го започнав. Системот во државата и однесувањето генерално треба да го градите врз одредени вредности. Ние заборавивме на вредностите. Сега не зборам за мене, не зборам за Боја, не зборам за вас, така. Зборувам генерално дека многу не се почитуваат вредностите или некои други работи станаа вредности кои што не се вредности. Мене лично многу ми смета во оваа држава што многу често нема испаѓа на крајот од денот дека со пари или со многу пари се купува и правда, тоа не е вистинската вредност, тоа е погрешната вредност. Да, и многу често и тоа го гледаат граѓаните, нема одговорност. Нема одговорност за неизвршување на своите должности кои што ги имате како граѓани, без разлика во која сфера работите и живеете. Еве јас ќе земам како пример. Така, ако сум била, јас бев министар, така јас сметав дека она што ми е дадено како задача морам да го исполнам, ако не заради тоа треба да одговарам. Ако не сум го исполнила она што сум го ветила, ајде да речеме да ветила. Имате опис и попис на работни задачи, иако сте и како министери и најобичен службеник во министерството, сите имаат свои работни задачи и свои одговорности. И ако сите си ги исполнуваме онака како што треба, мислам дека работите ќе се променат. За жал, сведоци сме годиниве наназад дека голем дел од луѓето прво не одговараат за она што не го исполнуваат и се водат од погрешни вредности. И мислам дека тие две работи покрај реформите кои што треба да се спроведат, зборуваме долго време веќе за реформска агенда, така она што треба да го направиме во сите области на живење. Да, мислам дека треба малку и да се го промениме и начинот на размислување, да се вратиме на вистинските вредности и мислам дека така ќе почнеме да одиме напред. Вака само ќе стоиме во место или ако не се променат состојбите во судството и во правосудството, на крајот од денот сепак секогаш граѓаните за тоа ја казнуваат обично партијата што е на власт. Сметате ли дека веќе има нетрпение кај граѓаните во однос на тоа што го ветуваше ВМРО ДПМН нели во кампањата дека ќе направите реформи, ќе го реформирате судскиот совет, ќе го распуштите, можеби така беше, не се сеќавам точно. Сега дури се случува постапката за нели пред извесно време ве предухе три обвинителот си даде оставка дента кога требаше да се расправа за неговото разрешување. Чувствувате ли како ВМРО ДПМН, дали ги имате повратните информации од граѓаните дека очекувале можеби повеќе, а вие не сте испорачале доволно? Па ако направиме една анализа, сметаме дека овој народ е жеден за правда и дека ако кога ќе изанализираме што тоа граѓаните најмногу не забележуваат во овие скоро 2 години, тоа е дека сметаат едноставно дека системот на неказнивост се уште продолжен, како што каже почитуваната Шукова,
И ние не сакавме да влеземе во овој процес брутално разрешувајќи го јавниот обвинител како тоа што беше во претходното. Велиме ајде ќе му дадеме шанса, човекот е ново избран да се размавне, без разлика што беше избрано некое претходно мнозинство, но не бевме задоволни од резултатите, бидејќи да бидеме искрени, ние сме извршна власт, но во оваа држава постои систем како некој може да биде обвинет и осуден. Од она кое што е наша надлежност во јавното обвинителство има стотици предмети, и ова го повторувам и одговорно го тврдам, стотици предмети кои што се доставени, а за кои што се уште во јавното обвинителство постои молк, односно не се санкционираат оние за кои што државните институции доставиле материјали дека треба да бидат санкционирани. Така да, ете, како еден апел до ново избраниот, тој што ќе биде избран како нов јавен обвинител, нека ги извади тие случаи од фиоките и ќе може да ги санкционира оние кои што направиле очигледно прекршување на законот. Од аспект на тоа, 35 Или години... Или што ги чувал предметите во фиока? Апсолутно, мислам дека и тоа треба да се провери, затоа што такви индици има многу, а има и реално и докази за тоа. Од аспект на тоа дека 35 години се зборува само дека ќе се направат некакви реформи, тоа е точно. Но ако видиме ние сега, ако направиме една анализа, новите членови на судскиот совет беа сега избрани по новиот закон кој што се донесе. Со порестриктивни критериуми, така. Апсолутно се рестриктивни критериумите за да не може да се проникнуваат вакви лица кои што ќе ги најдете дома во зидот 350.000 евра. Понатаму како што кажав, голем дел од законите од реформската агенда се готови. Дел од нив се поминати на владина седница, мислам дека оваа или наредната недела ќе дојдат пред пратениците. Дел од нив овој месец ќе бидат поминати на владина седница, значи очекувам некаде до средината на февруари голем дел од оние 7 закони кои што се обврска наша за да ги донесеме ќе бидат пред пратениците. А во овој моментите во петок имаме седница на комисија, најверојатно ќе огласаме и измените на кривичниот законник кој што јас сум прво подпишан заедно со други 9 колеги. Имавме јавна расправа. Не требаше од Министерство за правда да дојдат овие измени Тој или е паралелен, пратениците? тој ќе дојде негде на можеби 4-5 месец, тој се уште треба да се испрати на мислење до Европската комисија затоа што тоа е задолжително, тоа е системски закон кој што е работен со работна група. Овој закон ние го поднесовме за да ја спречиме правната празнина, односно по укажување на Уставниот суд. Имавме јавна расправа по барање на СДСМ. Во овој момент колегите прават анализа, можеби ќе поднесеме амандмани каде што мислиме дека треба да се дополни тоа законско решение, за да конечно ние донесеме закони кои што во една реченица би се симплифицирале на ваквиот начин. А околу измените на кривичниот закон денови видовме на јавна дебата, дел од експертите сметаат дека токму тој членот околу злоупотреба на службена положба е правна тврдина за функционерите. Се согласувате ли со овие критики? Апсолутно не, бидејќи ние треба тоа да го анализираме на следниот начин. Имавме еден кривичен законник пред 2023 година. 2023 година се направи директен упат во системот, каде што се направи една, да кажем искрено и реално, амнестија на сите оние кои што беа функционери во претходната власт, па можеби и некој претходно, кој што има некаква политичка агенда. И некој што биле во опозиција, имаше такви, нели? Апсолутно е, затоа реков, кој што има некаква и агенда и имаше зошто се. Па видовме преговори кај председателот, па имало интересни политички актери таму на насочувањата, и сега ние одлучивме да поднесеме измени на кривичниот законник во кој што во сите одредби има заострување на казните и враќање и инкриминирање на делата, освен една која што е дел од некои директиви од Европската унија, и ние одлучивме и покрај директивите на Европската унија да ги предложиме казните кои што се поостри согласно компаративната анализа. Така да ние ги слушнавме експертите, дојдоа, можеби ќе имаме амандмани на некои работи кои што се логични, но апсолутно не ја прифаќам тезата дека ние сакаме некого да заштитиме. Ете, нека дојде некој, нека аргументира со мене во собранието, во студијово, и нека ми каже еден таков дел каде што можеби со овој закон некој ќе биде амнестиран од одговорност. Да, ја би ја прашала тука сега господината Шукова, бидејќи вашиот лидер Филипче постојано вели и тоа што не дојде на лидерската средба беше затоа што власта не инициира суштинска дебата, и неговиот став е дека власта доцни со тие 12 закони од правосудството, ако не се лажам. Од реформската агенда. Да, што забележувате конкретно вие и околу кривичниот законник, измените? Ние веќе подолг временски период ова го повторуваме, бидејќи овие закони требаше да бидат донесени до крајот на минатата година. Очигледно е дека се касни. Јас ги охрабрувам сите чинители во државата. Прво да имаме еден заеднички консензус и заеднички да се работи. Ние понудивме заедничка работа, нели, се формираа работни групи, меѓутоа тој процес некако не го даде очекуваниот резултат. Мислам дека треба да се... Тоа беше пред изборите, пред последните... Да, пред последните локални избори, да. Мислам дека треба да има сериозен политички консензус, особено во делот на реформската агенда, и дека треба сите да работиме заедно. Бидејќи од сите страни добивате секако добри аргументи, добри коментари на законите, она што треба да ги подобри, да не ги повторуваме грешките од минатото, туку да направиме системски закони, реформски закони, кои што ќе ги подобрат состојбите во
во судството. Не заради можеме да го заради нас самите, бидејќи ниту еден инвеститор нема да дојде во држава во која што не владее правото, барем така е впечаток. И да не се доследни, и токму поради тоа, мислам, не го правиме тоа ниту за СДСМ, ниту го правиме за ВМРО, тоа го правиме за граѓаните, за да имаме подобра држава за живење. И навистина мислам дека треба повторно да се отвори како диалог, повторно сите страни да влезат во процесот, и тоа е се во интерес на подобри закони, а не во интерес. Ако има таква лидерска средба, би дошол, предпоставам, лидерот на СДСМ? Ако се отворат прашањата кои што се дел од реформската агенда, јас предпоставам да. Стојановски. Па лидерската средба се отворило такво прашање, а тука доаѓаме веќе до една друга тема. Мене ми беше навистина конфузно зашто Венко Филипче и покрај тоа што сам ја бараш лидерската средба не присуствуваше. Еве за јавност синаш да ги реафирмирам ставовите на сите политички актери на таа лидерска средба. Се постигнаа неколку согласности, меѓу кои законите од реформската агенда да се гласаат во собранието, не е нормално со оврска, ние како владеачко мнозинство, да ги дадеме тие закони при една нормална постапка во собранието, за да можат сите политички партии да ги внесат своите предлози. Од аспект на реформската агенда само би укажал и би ја потсетил јавноста дека ние која преземавме владата, ние го направивме акциониот план кој што беше изгласан. Повлековме 3 транши од тие средства. При првата транша бевме окарактеризирани како шампиони во реализација на тие обврски. Предходната година ја завршивме со 13 усвоени закони, имаме грејс период оваа година да ги дозавршиме. Како што кажав, очекувам до наредната, би кажал средина на оваа година сите тие обврски, освено ние свесно кои што нема да ги превземеме, ќе ги завршиме. Од аспект на тоа кое што го разговаравме за претходната лидерска средба, ќе ве потсетам на законот за енергетика. Имаше отприлика 60 на амандмани, голем дел од нив ги потпишавме јас и Димитар Ковачевски. Тоа беа амандмани кои што ги изработија работните групи. Тоа беше пример како ние треба да седнеме да соработуваме за некој закон, така да ние никогаш не сме рекле не, ви за кривичниот законник прифаќаме јавни дебати, нудиме лидерски средби, сакаме да влеземе во диалог, се она кое што го побарала опозицијата, јавна расправа, анкетна расправа, надзорна расправа, ние се без искочок сме прифатиле. Заради тоа што сметаме дека ваквите сериозни решенија треба да двонасочна улица, бидејќи прво на нас ни се потребни тие средства, а второ квалитативните реформи кои што ќе произлезат од тие закони требаат на оваа држава, така да уште еднаш повикувам на диалог, нека седнат, нека дојдат да разговараме. Мислам дека тоа е нешто кое што секоја нормална држава треба да го прави. Особено кога сте опозиција, на вас како политички актер ви одговара да има диалог со власта и на крај ви одговара да имате простор каде што ќе ги пласирате вашите размислувања во општеството. Неприсуствување на такви средби сметам дека најмногу идат на дефицит на тоа кое што вие го представувате како политика. ВМРО ДПМН и дефинитивно и покрај тоа што СДСМ сега се да не се укинува техничката влада, ќе укине? Па ете, сме постигнале согласно, затоа реков добро е да се присуствува таму и да се дадат различни аргументи. Сите политички актери кои што седеа на маса беа за укинување на техничката влада, што значи дека ВМРО ДПМН доколку сакаше тоа да го направи, имаше сигурно околу 100 гласа во парламентот, но ете бидејќи СДСМ вели дека не е дојдено времето, не знам како ги градат тие наративи, кои што да бидеме реални не се вистините. Предлагаме наредните парламентарни избори кога и да се случат, дали се предвремени, дали се редовни, дали тогаш нека има техничка влада, па наредните избори нека се укине таа техничка влада, бидејќи значи, паѓа ли со ова сега обвинувањето на СДСМ, вашите тези денови беа дека со оваа влада и со системот Safe City опозицијата не може да се чувствува комотна во однос на тоа ако нема техничка влада. Нели ставовите на вашата партија беа дека се уште не е време за систем и дека во односи на другите сегменти. Да. Нашиот став е јасен, мислам ние тоа го кажавме. Да, но ВМРО ДПМН сега била тебе нема да биде од следните избори, ќе биде од тие понив. Овој став го слушнавме и пред известно време, ова не е сам не е кажано во моментот и претседателот на владата го кажа. Истото го даде односно како предлог. Меѓутоа она што ние го видовме е дека од средбата немаше јасни политички ставови кога излегоа после средбата која што се одржа, немаше конкретно и точно што ќе се прави и како ќе се прави. Немаше јасни политички ставови идентични од сите оние кои што присуствуваа на средбата. И не би рекла дека СДСМ гради некаков си наратив. Ние имаме ставови, имаме наратив во однос на сите прашања и тие јавно ги презентираме пред граѓаните. И навистина во однос на техничката влада сметаме дека не е време и дека треба да седнеме, да разговараме. Впрочем, повторно ќе се навратам на... Знаете што не е јасно во јавноста, бидејќи кога СДСМ беше на власт, дека сега ве критикувам, меѓутоа тогаш
беше понудено на опозицијата да се укине техничката влада? Сметаме дека во моментот, земајќи ги во целост политичкиот контекст во државата и како се однесува владата на ВМРО-ДПМН, сметаме дека не е време за укинување на техничката влада. Ајде, сега ако можете да се реплицирате. Па, сега, дека немало ништо конкретно, јас повторно да ја потсетам јавноста, на лидерската средба се договори законот за прекршоци кој што беше последен во оној пакет на закони за Safe City да биде изгласан со двотретинско мнозинство. Денеска слушнавме дека Дуи ќе го поддржи, Левица исто така кажа дека има позитивен став кон тој закон и одредени забелешки кои што бара да бидат ја го слушнав и господинот Филипче, но не знам дали го информирале во партијата дека дискусијата по тој закон е помината, не може да се дискутира во парламентот бидејќи само остана гласањето во парламентот. Се отвори канал за комуникација за избор на нов правобранител, исто така за реформската агенда се постигна некоја согласност и се договори сите други прашања кои што се отворени да се дискутираат на ниво на координатори на пратенички групи, каде што замислете координаторот од СДСМ и не присуствува. И сега вие ако сте политичка партија која што сте, би кажал, најмногу бројна во опозицијата и вие ако сте се довеле до ниво да ништо од вас не зависи, сите оние закони кои што се потребни, кои што се конкретни, се договараат на ниво на координатори и практично вашите гласови се непотребни, тогаш не сум сигурен дека тоа е многу мудра политика. Од аспект на техничката влада јас би поставил тука едно прашање. Јас извинувам, само морам да ве прекинам. Зашто координаторот на пратеничката група, јас немам информација дека не учествува. На која средба не учествува? На лидерската средба се договори сите технички прашања за кои што лидерите имаат постигнато согласност да ги договорат координаторите на пратеничките групи. Со оглед на тоа дека СДСМ не учествуваше, исто така и координаторот на СДСМ не учествува на овие средби, каде што практично ако би гледале од аспект на мнозинството, каде што ни требаат 61 или 80 гласа, СДСМ тотално се дефакторизира, бидејќи не седи на масата каде што се носат одлуките. Не разбирам која е логиката на Венко Филипче да не учествува на лидерската средба, бидејќи ова веќе има реални и конкретни импликации во реалната политика. Од аспект на она кое што го кажавте за конкретните работи од самата лидерска средба, мислам дека не може да се води сериозна политичка партија во основа на дневно политички потреби, бидејќи навистина треба да се гледа малку подалеку во тој основ. Добро, но сепак ќе дозволите тоа се нивни политички проценки, претпоставувам си имаат своја тактика и стратегија. Тоа е легитимно, но баш сакав да го отворам тоа прашање како јавноста и од аспект на техничката влада. Ако ние сега велиме дека нема услови во државата за укинување на техничката влада, јас би вратил и конкретно би зборувал за два моменти. На 19 октомври претходната година Венко Филипче честиташе на организација на изборите. Ајде да речеме тоа било пред неколку месеци. Пред неколку дена јас го видов господинот Филипче на партиски состанок во Гостивар бараше поддршка за кандидатот на Дуи меѓу другото за избор на градоначелник. Па сега јас не разбирам, ако нема атмосфера во државата за одржување на фер избори, тогаш зошто извади кандидат во Маврово Ростуше на кој што загуби СДСМ и зошто го поддржа кандидатот на Дуи во Гостивар. Сакам да кажам дека малку тие пореки се конфузни дури и за гласачкото тело на СДСМ и едноставно отвараат дилема во јавноста дали политиката која што се води е сериозна или се води на дневно ниво. Јас не би рекла така, јас мислам дека тоа ВМРО-ДПМН сака така да го презентира во јавноста. Ние имаме јасни конкретни ставови. Не знам зошто е чудно СДСМ да има свој кандидат за градоначалник во Маврово Ростуше и не знам што е чудно да се поддржи. Да, но да посетиме и Филипче имаше изјава дека и да има избори, СДСМ ќе учествува на изборите. Апсолутно, ние немавме никаков проблем со тоа и не знам зошто има вакви тези. И повторно сега почнуваме со небулозни тези и мислам дека навистина ова влада треба да се занимава прво пред се со реформската агенда и со процесите кои што треба да им го подобрат животниот стандард на граѓаните, а не да се занимава секојдневно со опозицијата и што кажал Венко Филипче и што направил Венко Филипче или што не направил Венко Филипче, бидејќи мислам дека наместо да им кажете на граѓаните кои се реформите што ќе се направат во финансискиот сектор. Сега зборувам за реформската агенда повторно. Врти, ние повторно се враќаме на реформската агенда, бидејќи граѓаните очекуваат дека ќе има промени, ќе има реформи за да се подобри нивниот животен стандард, за да се подобри начинот на живот.
и на вистина на место ВМРО ДПМН да се занимава со Филипче и со Заев и така натаму, да не зборувам, бидејќи тоа го гледаме со денови, мислам дека и да не прави дефокус од она што на вистина има потребно на граѓаните, а тоа е какви ќе бидат реформите во финансите, во економијата, во социјалната сфера, во животната средина, бидејќи не гледаме сериозни мерки и активности кои што треба да се спроведат за да се подобрат состојбите во сите овие сектори. Кога ве критикува се да сам јас само тука ќе се вмеша малку, денови ги следев нивните реакции во однос на тоа што ги критикува ВМРО ДПМН. Тие велат дека секогаш кога ВМРО ДПМН зборува за Дубај, за визи, за рекети така натаму, тогаш сака од нешто да дефокусира, односно да дефокусира од криминалот на власта, па се согласувате ли вие со оваа теза? Па не, јас тоа што кажа господјата Шукова, тоа ни е наша примарна задача и за тоа земаме плата од граѓаните и го правиме, мислам дека и на изборите граѓаните покажаа дали се задоволни или не. Но јас тоа го поставив како теза која што ми беше индикативна. Сакав да прашам дали можеби вие како представник на СДСМ можете подробно да ни го објасните на мене и на граѓаните тоа. Бидејќи навистина не само јас, не само ВМРО ДПМН, најголем дел од граѓаните и се збунети од ваквото однесување. Јас мислам дека председател Филипче многу често тоа го објаснуваше во јавноста и дека им е јасно на граѓаните. Повторно настапувате со теза на граѓаните не им е јасно. Поставив прашање, се надевам дека само поставив прашање, некако не сакав да имплицирам. Мислам дека граѓаните се доволно мудри за да го донесат својот суд за тоа кој како се однесува. Од аспект на тие тврдења, знаете како, повторно ќе се вратам во сериозноста на една политичка партија. Кога седите таму на состаноците во партиските органи и тела, треба да разберете дека политиката не се води по можеби некој одредено расположение на тие луѓето кои што околу вас ви кажуваат дека сега треба или некој од нашиот сосед Србија какво соопштение да напишете или колку повеќе да навредите или да сакате да бидете хумористичен, а граѓаните да не може да разберат што сакате да кажете со тие соопштенија. Па така да таму видов некој акат, секојдневни обвинувања за нешто. Самите личности кои што ќе го кажат тоа прво треба да имаат кредибилитет да го соопштат тоа во јавноста, а за секоја една политика вие треба да разберете во политиката дека треба да имате публика од другата страна која што елементарно ќе ви поверува во тоа што го зборувате. Ќе се види на следните избори. Да, јас мислам дека граѓаните навистина веќе им е доста од вакви изјави и напади кон одредена политичка партија, особено од партија која што во моментов се наоѓа во опозиција. Јас повторно, многу добронамерно и на вас и на вашата политичка партија. Занимавајте се сериозно со проблемите на граѓаните, решете им ги проблемите на граѓаните. Бидејќи ако отвориме реформската агенда, а голем дел од работите не се завршени, не се ни почнати, да не зборуваме за завршување. Например, имаме да речеме ги знаете поглавијата од реформската агенда? Да, секако. Владење на право и правосудство, јавна администрација, економски реформи, конкурентност, јавни финанси, фискална стабилност. Еве кажете им на граѓаните, во овие, еве 4 ги споменав, а инаку се повеќе, енергетика, животна средина, климатски промени. Што е донесено и што е направено? Еве нема 2 години, неполни 17-18 месеци, што е направено во однос на подобрување на стандардот? Еве кажете на граѓаните економска реформа и конкурентност, освен тоа што цените галопираат, постојано се зголемуваат. Денеска добивме информација дека потрошвачката кошница надмина 66.000 денари. Не прашувате од аспект на европската... Во однос на реформите што се спроведуваат, за да граѓаните имаат подобар живот во државата. Тоа се две прашања. Бидејќи граѓаните очигледно секој ден се повеќе и повеќе реагираат дека животот во Македонија станува многу тежок, особено од економска гледна точка. Добро, тоа се две прашања. Првото од аспект на реформската агенда имаме повеќе закони донесени, конкретно законот за јавна администрација, бидејќи спомнавте администрацијата од аспект на министерството за економските реформи зборуваме. Единствено таму кај администрацијата таму има прогрес. И тоа го кажувам јас што кажам дека што има реално каква е состојбата. Да не должиме сега тука. Ајде во делот на економијата. Еве, она што господјата Шукова сака да го постави како прашање е дека нели секогаш за власта, за опозицијата се лоши економските ситуации, за власта обично се со порозови очила, но реално каква е состојбата? Сметате ли дека е добра состојбата на тој план? Сакам да кажам дека економскиот стандард секогаш бил наш приоритет. Тоа кое што јас можам да го кажам по неколку бројки кои што ќе ги комуницирам исклучиво од Државниот завод за статистика, ова некако ми е омилена тема и многу би сакал да до крајот на емисијата да зборуваме за ова. Прво треба да се каже дека во Македонија по многу време 4 квартали поред имаме раст на бруто домашниот производ 3%.
Сакам да кажам дека реалната нето плата претходната година порасна за над 10%, пензиите се покачија за 7.000 денари, сега во март имаме зголемување кое што е договорено во на платите во образованието, во здравството, системски е тоа по закон плата. Да. Исто така сакам да укажам дека растот на градежништвото е над 20%, дека реализацијата на капиталните инвестиции иде навистина солидно. Годишниот план за помош при мерки за вработување историски најголемо 40 милиони евра беше реализиран целосно. Беше направено многу работи за младите и така натака. Нешто кое што сметам дека треба веќе оваа година граѓаните да го почувствуваат како реален бенефит. Мене ако ме прашате, без разлика што доаѓам од владиното мнозинство, никогаш нема да кажам дека тоа доволно, но секогаш ќе кажам дека навистина последниот атом од нашата енергија ќе го дадеме и ќе го вложиме за граѓаните тоа да го почувствуваат. Денеска Македонија е држава во која што во одреден момент се работи и се градат 4 автопати, едниот ќе биде завршен оној деценискиот оваа година, другите 3 се надевам во годините кои што следат. Денеска Македонија е држава во која што можете на интернет да проверите докаде се проектите во вашата општина, а државата ги финансира истите. Денеска сите пензионери 338.000 на број имаат 7.000 денари повисока пензија. Денеска сите вработени во сите сектори имаат повисоки плати. Денеска стопанството во Македонија користи ефтини кредити од 1,95% со 3 години грејс период, кој што државата ги бустира кон нив. Немате покачени сметки на електричната енергија, имате стабилни услови за работа. Државата дава и има линии кои што ги пласира кон стопанството и денеска можеме да зборуваме дека ние во нашата држава навистина фаќаме еден одреден темел кој што ќе треба да дојде до една кулминација каде што го разбирате ли ставот на синдикатите кои што утре најавија дека ќе соопштат кога ќе држале протести во Да, го разбирам. Јас сум еден од политичарите кои што најчесто комуницира со синдикатите, тоа можете да го проверите и со нив. Некогаш сме имали исти ставови, денес имаме за одредени работи исти ставови, за некои имаме различен, тоа е нормално. Јас со на кое што го идов денеска со потрошувачката кушница навистина сакам детално да го проверам и ве го замолувам од вашето студио некои од синдикатите како што претходно тоа сме го правиле детално да ми испрати кошничката, па можеме да седнеме да разговараме за истото затоа што сметам дека тие параметри треба добро да бидат проверени. Од другиот аспект сакам да кажам дека во изминатата година и половина навистина склучивме колективни договори со кои што ги гарантиравме покачувањата на платите. Многу сме блиску да излеземе во јавноста со уште неколку такви колективни договори и она кое што сакам да го кажам дека во економските услови кои што ги начекавме максимално се трудиме и дека граѓаните додека сме ние на власт може да очекуваат дека ќе имаат партнер и колку што е она возможно во нашата држава ние ќе го зајакнуваме стандардот. Тоа е суштина на нашето функционирање.